Најавите за најразлични ревизии на работењето и преиспитување на потеклото на имотот директно влијаат врз нивното појавување. Тие секогаш успеваат добро да се прикријат. Затоа е важно вниманието да остане на адекватно ниво и да се направи квалитетна инспекција, бидејќи времето им е погодено, а тие добро скриени чекаат погоден момент пак да се закачат. Морам да кажам дека поради зголемените температури, крлежите се уште тука. Тие не само што умеат добро да зачешаат и да цицаат, туку се способни да предизвикаат и посериозни проблеми. Затоа и треба да се инсистира на континуирана контрола, која треба да спречи елементарна сомнеш за нивно присуство и се друго би било израз на завист, карактеристичен за македонскиот генетски конструкт, кој е типизирана градба потикната од нескротливата желба за комшиската коза, во овој случај овца. Има овде, сави кажат зошто овој оди напред, има трактори, едно, друго, работиме земја, имаме 100 хектара земја имаме. И сега им е криво зошто ние одиме напред, они сакаат седејќи да спечелат, а седејќи никој не дава. Во таква неседечка ситуација се наоѓаат оние трудолюбци кои неколкократно се обидуваат да објаснат која им е целта и со кого сакаат да ги споделат насоките за да стасаат до неа. Ама во финишот, може би и не по своја вина, ќе нагазат на непријатна мина. Македонскиот поранешен фудбалски репрезентативец и интернационалец Горан Попов го преземаме во емисијата Виспорт. Се наоѓаме во домот на фудбалскиот интернационалец поранешен Горан Попов во Струмица. 15 минути со Горан Попов. Што прави Горан Попов? Помогате. Ретко излегувам во град, тоа го знаат и луѓето кои што овде живеат. Тие што живеат таму и овде можеби не знаеле, но од сега па натаму веројатно ќе им стане појасно. Проблемот со лидерскиот идентитет и капацитет на водачот пак испливува на површина, па наместо тој да се фаворизира, таа улога на неверојатно експлицитен начин пред публика му се доверува на шефот на спротивниот табор. Дај Боже да сме сите како Зоран заедно и да бидеме флексибилни и да може да работиме. Ако така стигнеме, од двете страни да го постигнеме истото, а и вие тоа го свалите во делот на општеството, ние ќе бидеме држава Швајцарија. Кон таквото поведение не е исклучено да придонесува и реториката на партнерите која наспроти тврдењата за прифаќање на реалноста и изолацијата на тврдокорната мантра за предавство, развиваат нова теза според која не само што е платена висока цена, туку и продуктот е со неточна декларација. Некаде на крајот на 30-тите години од минатиот век, исто вака, оние кои подпишуваа пакт со Хитлер, подпишуваа договор со најголемата воено-политичка организација во светот. И на крајот, изгледа дека баш се е веќе речено. Тогаш ние ќе дојдеме во една ситуација во која што што сакав да кажам, кога и најлогореичните ќе останат без зборови, веќе навистина нема простор за дополнителен коментар, освен се разбира, подсетување на препораката за чување на доброто здравје на нацијата. Морам да кажам дека поради зголемените температури, крлежите се уште тука.